Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, добро дојдовте во Гласот на народот, вашата интерактивна политичка трибина, која ја реализирам токму од Европскиот Ерусалим. Ви благодарам многу за големиот број пораки што ги упативте во овие изминати часови, да речам, бидејќи Гласот на народот ја организира првата историска интерактивна телевизиска конференција, на која навистина ги задржа сите ваши внимание, односно ги крена адреналинот над нормалата, имајќи факт дека секогаш знаеме и умееме да го постигнеме тоа што го правиме од срце. Значи не е помодарство, го правиме од душа, бидејќи заслужувате да бидете информирани од прва рака. Благодарам уште еднашка на поддршката на независната телевизија НТВ Охрид, националната кабловска телевизија Сонце, Радио Мелбурн, Радио Илинден, во Мелбурн, и уште 3 радиостаници во Австралија која не следат во живо и кои ја пренесуваат оваа емисија, која реков дека ги освои сите симпатии каде да сте во светот, значи нема ограничувања. Му благодарам многу уште еднашка на почитуваниот професор Нестор Огинар, господинот Робин Онил, неговата екселенција, или првиот амбасадор, или првиот европски политичар, посредник во грчко-македонскиот спор околу името, како и на професор доктор Аристотелис Цампарис, професор на Атинскиот универзитет Пиреус, кои дадоа несебична поддршка оваа емисија да ги задржи сите ваши вниманија. Тоа ќе го сториме вечер, бидејќи ветив дека ќе продолжам таму кај што застанав, но ние не застануваме, одиме секојаш 180 на час, што би кажа. Брзината не е таа што сакам да ја компарирам со нешто што сакаме да го апострофираме како некоја наша нарцисоидност, напротив, ние сме тие што знаеме да простуваме, меѓутоа не треба некому да простиме. Од која причина? Причина што некому пречи што Гласот на народот ги отвара овие жешки теми без дилеми. Ние немаме дилема. Ние расчистивме со тоа дека застануваме храбро машки и навистина вистински машки за она што значи Македонија, што значи гордост, што значи белег на државата. Тоа е името. Името не можеме да го продадеме, ниту да го купиме, ниту ќе им порачаме на политичарите, дали се на власт или во опозиција, дека треба да тргуваат, односно да организираат секакви трибини за и околу ова. Верувам дека власта ќе го сватила добронамерно со тоа што власта во Република Македонија во ова изминато политичко живење покаже на принципиелност која станува збор за околу името, меѓутоа од друга страна опозицијата си зима за право да тргува со името. Тоа е јавното мислење, тоа е гласот на народот. Се поставува повторно прашањето, не е реторички, директно прашање. Зошто опозицијата не го апсолвира прашањето со името 2005 година, кога беше на власт, беше председател на државата од опозицијата, сегашна, имавме премиер на државата од сегашната опозиција, имавме голем број градоначалници, имавме председател на собрание. Значи сето тоа би го завршиле за неколку минути. Не е коректно да се лови во матно. Кој капиталец сака да уловат тие политичари кои се засегнаа многу за Македонија. Навистина ви благодариме. Немојте да се посегнувате ни најмалку по името и да бидете засегнати. Македонија ќе оди таму кај што е местото, но со окрената глава и како со достоинство, не со искривена кичма. Во Македонија има цврсти ореви, нема полтрони и нема место за мекотели. Само мекотелите не сакаат да го слушаат гласот на народот, само мекотелите немаат доблест и храброст да ја спомнат првата историска интерактивна телевизиска интернет конференција која ги отвори сите порти, ги им го отвори рациото и разумот на голем број македонци кои го имаат бројката околу 40%, не знаат како да се вика нивното име за државата. Да, почитувани, нема да бидете неопределени. Ви сте се определите, првиот ден се определивте, кога дојдовте на овој свет. Дојдовте и постоите во Република Македонија. Нема место за тактика, ниту за математика, особено математика со валкана игра. Ние имаме вечерва, почитувани, да говориме на оваа тема, реков дека си зема за право. Некои медиумите во изминатите денови се прашува дали да објават веста што одеше на Мија, а беше многу јасна.
Тоа беше изјавата на Робин О'Нил, кој исто како и поранешниот наш соговорник, господин Лоренс Иглбергер, даде свој став. Никако промена на името. Ви имате две имиња, нема место за трето. Велам или ја, или Б, С нема. Тоа е првиот закон за логиката. А логиката е во вашите раце. Логично е дека вие сте македонци, а вашата земја, тоест нашата земја и мојата земја се вика Македонија. Останете со мене и натаму, ви приредувам прекрасни минути, кои ќе го задржат 100% вашето внимание во наредните 90 поред. Инако ова е 744 издание. Одиме со рекламите и се враќаме во студиото. Останете со нас. Kia Motors Македонија. Најреномираната австријска осигурителна компанија со традиција од 180 години во осигурувањето, присутна во над 50 компании во 23 земји со преку 20 милиони задоволни осигуреници. Конечно, насекаде во Македонија. Винер осигурување, вистински избор за вас. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик.
Почитувани, како што реков, вечерва продолжуваме таму кај што застанавме, но и ќе ја прошириме темата. Рековме, говориме за и околу прашањето за името. Почитуваниот Гералд Кнаус, председателот на Асоциацијата за стабилизација, Европската асоциација за стабилизација, ќе го имаме во живо преку интернет линк или да речем преку Skype. Че дозволите, че го реализираме и овој пат разговорот на англиски. Нина Шутарева, професионалниот превод од Летра, професионалната агенција за превод, ќе биде исто така нашата главна, да речем, нашиот главната кариатида, која ќе го реализира успешно интервјуто. Good evening, Mr. Knaus, and welcome in our show, our political program, Voice of the People. Програма Гласот на народот. Добро вечер. First of all, for me it's very big pleasure and challenge because tonight we enjoying together. За мене е голямо задоволство, голем предизвик што сме тука вечерва. Ве молам дозволете ми да ви го представам господинот Јанко Бачев. Тој е експерт и магистар по меѓународно право. Добро вечер. Actually, the topic of our OSC and our show will be nova емисија ќе биде спорот со името. Our last interview, which we realized before Осовато со нашето последно интервју, кое што го реализиравме пред неколку дена, можам да кажам дека вашето интервју навистина постигна голямо внимание и во Македонија и надвор од неа. Многу гледачи и многу кругови политички го анализира вашето интервју. Исто така и некој аналитичар дадо свој гледиште за вашите проценки. Вие бевте навистина многу искрен кога дадовте тоа интервју и кога кажавте не верувајте премногу на државите во Европската унија, дека тие ќе ве поддржат, туку дека тие ќе ја поддржат Грција. Навистина тоа беше голямо изненадување за мене. Некои од аналитичарите од меѓународната заедница, како вас, ретко даваат вакви изјави. Дали се уште сте на истиот став? Фундаменталниот проблем е што Европската унија се поделена на поради повеќе проблеми. Македонија е една од тие. Потоа што треба Србија да направи за да стане кандидат, потоа е поделена во однос на Косово, дали е држава или не. Исто така е поделена во однос на Босна. Резултатот од овие поделби е тоа што процесот за пристапување кон Европската унија е заглавен. За да се реши тоа, во случајот на Србија, was not yet sent to the commission just to do an opinion. Не беше испратено до комисијата за да се даде мислење. Меѓутоа Србија аплицираше и едноставно немаше реакција. Позадината за ова е тоа што некои европски држави, посебно Германија и Холандија, се навистина многу скептични дали одново проширување и тоа во блиска иднина би било од полза за Европската унија. Тие не сакаат да престанат. Меѓутоа мислат дека би било многу добро да имаме одложување. Ако сте го прочитале написот во хрватскиот весник Национал пред неколку недели, пишуваше дека германската канцеларка Меркел кажа дека мисли дека е добро да се има една пауза. Проблемот за Македонија. Исто така за другите држави на Балканот, како Србија и Косово,
А тоа е дека ако имате билатерален спор, како што вие имате со Грција, државите кои што се скептични за проширување, ќе може да се сокријат позади овој спор. Во случајот на Македонија, ова е посебно проблематично, бидејќи Европската комисија веќе кажа дека ги исполнувате сите услови за да започнете со преговорите и затоа мислам дека во комплетно нереалистично би било да се очекува Европската унија, која што е поделена по толку многу работи, да врши притисок врз Грција. Тие не вршеа притисок врз Грција по последните 20 години и се плашам дека без решение и во наредните 20 години нема да има притисок врз Грција. Затоа вистинскиот проблем за политичарите во Македонија е како да се добие најголемиот број на поволности за вашата држава, без да се направат отстапки кои што нема шанса да бидат прифатени од страна на референдум во Македонија. Бидејќи јасно дека секоја промена на името ќе мора да биде прифатено од мнозинството македонци. Значи ова е трикот. Мора да има еден вид на компромис со Грција, за да се пристапи кон неју, а истиот компромис мора да биде доволно привлечен во јавноста во Македонија за мнозинството да го прифати. И ова е тој компромис кој што се стремиме и се го поставуваме прашањето како да го постигнеме. You say it's about some trick, please. Вие кажавте нешто за трик. It is fair from international community. Дали е фер од меѓународната заедница, која таа кажува дека од една страна е многу задоволна и дека ја гледа Македонија многу брзо во Европската унија и во НАТО, од друга страна Ако ги прочитате заклучоците на Европскиот совет, а тоа се сите 27 членки, дека веќе во 2008 и повторно во 2009 ќе прочитате изјава во која се вели дека мора да има компромис во однос на името. Европската унија, значи, тоа што ви го кажувам сега, веќе го стави на хартија. Европската унија нема да ја натера Грција. Една причина за тоа јасно е дека претходната политика на Европската унија беше уште понеискрена од сега, бидејќи во реалноста таа никогаш не беше спремна да изврши притисок врз Грција. И сега се постава прашањето што може Македонија да направи. Мислам дека го гледат од национален интерес на Македонија, постојат 4 главни интереси. Првиот е да се влезе што е можно побрзо во НАТО, но на начин кој што би се случил пред ембаргото во Букурешт. Значи да се влезе во НАТО без да се направи преголема отстапка за Грција. Тоа е првото. Како да се влезе во НАТО? Второто прашање, како да се започнат преговорите за пристапување оваа година, веќе се прават неотповикливи отстапки во однос на името. Третото е прашање да се започнат преговорите за името. Како може Македонија да се осигура дека во подоцнешната фаза нема да биде искористена. Ако сега ги направите отстапки, има ризик дека за 5 години и дека некоја различна грчка влада ќе има различни услови и тоа тешко да се контролира. И затоа мислам дека четвртиот приоритет за Македонија да најде своји сојузници кои што може
да ја помогнат да пристапи кон Европската унија побрзо. Овој предлог за изменување на уставот сега, но не да но истата измена да не стапи во сила сега. Значи би го измениле, но би го зачувале секогаш правото на вето да не го имплементирате. Тоа значи дека би влегле во НАТО, ќе се договорите со Грција за име и ќе го замените Фиром, но ќе го замените само Фиром. Може да искористите име како Република Македонија, нешто дополнително плюс. Меѓутоа ова би изменило Фиром, БРМ, не би изменило ништо друго. Второ, би го изменили името, без разлика какви да е компромисот, значи ќе кажете дека таа измена нема да стапи во сила додека гласачите во Македонија се сигурни дека ќе имат иднина во ЕУ и тогаш ќе одлучат. Значи со оваа измена на уставот нема ништо да одлучите. Само ќе кажете, ајде да ги започнеме сега преговорите. А преговорите во секој случај се добри за Македонија, добро е за инвестиции, добро е за вашите меѓународни врски. И на крајот од овие разговори, може би за 5, 6 или 7 години, тогаш ќе донесете одлуката дали амандманот на уставот или односно името ќе бидат во ред за Македонија или не. Тогаш во референдум ќе одлучите дали да се приклучите кон Европската унија, да ја прифатите измена на името или да не се приклучите кон Европската унија. Значи во некој смисла сакам да кажам дека не мора сега да донесете таа одлука. Денес ќе добиете многу, а нема од ништо да се откажете. Едноставно ја одложувате конечната одлука до момент кога нема да зажалите што сте влегле во Европската унија. Ви имале национална дебата и во националната дебата ќе можете да ги ставите на вага предностите и негативните страни на таа измена. Меѓутоа, во меѓувреме ќе добиете навистина многу поволности. Затоа мислам дека ова би било многу привлечено како решение, бидејќи ја одложувате конечната одлука за измена, но во овој момент на луѓето скепса за проширувањето и економска криза, ќе добиете многу, бидејќи ќе бидете првата држава по Хрватска која што ќе започне со преговори. Ова би представувала навистина многу позитивен сигнал не само за Македонија, туку и за целиот регион. Господине Кнаус, ве почитувам многу, бидејќи навистина ве разбирам што го кажавте и навистина за вашето залагање за Македонија и многу ви благодарам за тоа. Меѓутоа, од друга страна, го делам и мислењето на голем процент македонци кои што велат дека треба да се запрат преговорите. Навистина е јасно кога некој врши притисок да се измени името, а од друга страна има нешто што не е фер. А тоа е дека сака да не го изменат идентитетот. Кому можеме да веруваме, како можеме да веруваме некому кога луѓето велат дека не зборуваме за идентитетот, туку само за името? Навистина го разбирам вашето прашање и ја разбирам историјата во последните 20 години. А тоа ја прави Македонија нервозна, нели? Навистина имало многу голем притисок и постојат многу причини зашто македонците веруваат дека тоа да се добие монопол за употребата на името Македонија. Но не мислам дека ова е опасноста која што може да се случи и не верувам
дека моменталната грчка влада сака да го стори тоа. Меѓутоа ви ги разбирам стравовите, не гарантирам. Што би било гаранција? Гаранција би било, да ви дадам еден пример, дозволете ми. Ако го замените фиром, секаде каде што се користи денеска, во Обединетите нации, Европската унија и НАТО, на ниедно друго место не се користи фиром, само во меѓународните организации. И ако оваа употреба ја замените, со да речеме Република Македонија Вардар, не губите многу, бидејќи бивша Југословенска република Македонија звучи навистина смешна. Значи, се враќаме нешто претходно, што Грција прифаќа дека се враќаме на претходната позиција пред Грција да го стави ембаргото. Меѓутоа, сега, ако го имплементираме овој предлог, да одложуваме одлуката и кажуваме дека ќе направиме измената на уставното име кога ќе стапиме во Европската унија. А во меѓувреме ние ќе бидеме македонци, ќе го задржиме името, нашиот јазик ќе биде македонски. Иако името ни биде Република Македонија во заграда Вардар или нешто, светот ќе го запамети само Република Македонија. Колку многу, замислете, прашате се колку луѓе ја викаат Грција Хеленската република, никој, затоа што не се навикнати на тоа. Значи, ова е навистина тема со која што може сериозно се разговара за 8 години, не сега. Но сега ако кажете дека не сакате да ги продолжите преговорите, тогаш ќе си го задржите името, но е навистина имате влегувате во преголем ризик, не само за Македонија, туку за целиот регион. Многу пати во минатото, па и сега можете да бидете пионер во преговорите. Бевте пионер по Хрватска за либерализацијата на визата. Затоа сметам дека ако најдете начин да оваа одлука да ја одложите за подоцна, значи изменете го уставот сега, но не дозволувате тој да стапи во сила веднаш. И ако потоа, кога ќе дојде времето, ќе одлучите дали сакате да влезете во Европската унија или не. Но во меѓувреме ќе останете македонци, ќе добиете странски инвестиции. И не добро е за економијата ако се продолжат преговорите. Турција знае дека на крај ќе мора да донесе одлука и тоа за тешки прашања како Кипар. И денеска тие велат не знаеме како ќе одлучиме, но во меѓувреме ајде да уште да преговараме. И кога ќе бидеме близко до пристапување, и Европската унија ќе одлучи, бидејќи Европската унија одлучува. Затоа сметам дека е многу важно Македонија да најде начин да излезе од ситуација во која несигурноста владе и каде што постои несигурност од иднината. Тоа во истиот момент кога имате глобална економска криза во многу, а не насекаде во светот, а и низ Балканот. Затоа мислам дека ова би бил еден предлог кој што би ви дал многу без да изгубите многу. Бидејќи го именувате името, потоа ќе имате референдум и потоа одлучувате. Господине Кнаус, може би ќе може да дадете нешто ексклузивно. Би може ли да ве прашам дали сакате да објавите нешто ексклузивно? Во наредните неколку дена ќе објавиме нешто. Јас сум во контакт со официјални лица од Европската унија, се трудам да ги убедаме нив и Грција за пакетот за Балканот. Во овој пакет ќе има неколку работи, како прво ќе биде предлогот за Македонија.
со дополнителната идеја од претходно. НАТО веднаш ќе ја прифати Македонија, преговорите би започнале веднаш, Европската унија ќе свати дека референдумот би бил на крај. Тоа е едниот дел, а другиот дел е за Србија. Предлагаме да даде на Србија ветување. Не е нормално дека Европската унија ја обврза Србија да го признае Косово како ултиматум. Меѓутоа, во меѓувреме, Европската унија нема да го користи ова како изговор против Србија. Значи, ако Европската унија и Србија може да постигнат договор, тогаш Србија и Македонија ќе треба да ги донесат своите одлуги на самиот крај. На ова меѓувреме би било можно за Македонија, Србија и Црна Гора да започнат со преговорите. Затоа сметаме дека за Косово треба да се започнат неутрални преговори. Значи тоа што го користиме сега, Европската унија да му се обрати на стравот кој што владе во регионот, дека веќе нема да има проширување. Таа треба, значи, пакет во есента треба да се подготви. А тоа би бил пакет за Македонија и Србија, Босна и Херцеговина, а тоа е дека најтешките одлуки ќе бидат одложени. Ова е еден предлог, можам да ви кажам дека од некои од контактите кои што ги имавме, не сум оптимистичен, но навистина се надевам дека некои од овие идеи ќе бидат реализирани. Две кратки прашања за крајот. Светоци сме дека овие денови беше објавен еден предлог дека албанците секаде ќе може да аплицираат за државјанство. Дали тоа не е една идеја за голема Албанија? Да молам повторете го повторно прашањето. Деновиве во медиумите беше објавена една изјава, односно веста, дека сите албанци, без разлика каде живеат, ќе може да побараат албанско државјанство. Јас не знам кој го кажал тоа. Кој ја направил таа изјава? Што мислите за таква видна идеја? Дали е тоа идеја за голема Албанија? Мислам дека што е многу важно, улога во која што Македонија ќе може да биде херој, а тоа е да покаже дека денеска не постои албанско прашање на Балканот. Најдоброто решение за Балканот е мултиетничките држави, како мултиетничката Македонија, може да влегуваат во Европската унија и во блиска иднина ќе влезат, така што ќе влезат во унија каде што нема физички граници. Затоа мислам дека Македонија во неколку начини веќе е модел за ова и мислам дека најдобриот начин ова да се осигура тоа е што албанците се граѓани од оваа држава. Навистина бев импресиониран еден состанок со представници од различни балкански држави во Шведска. Македонија збореше за либерализацијата со визите и за прогресот. И таа е првата држава која што ги исполни државите и навистина беше интересно што представниците од Македонија односно представникот беше македонски албанец. И тие разговара за успехот на Македонија, а сите други држави и тие беа на еден вид љубоморни на успехот на Македонија, но фактот што тоа беше
представено од страна на македонски албанци, го направи ова уште поинтересно. Бидејќи тоа навистина покажа дека сте успех, бидејќи Македонија покажа прогрес, посебно и во полето на рамноправноста на сите националности кои што живеат во Македонија. И јас сакам да се осигура овој прогрес и овој момент на успехот во Македонија. Yes, and for last question. Последното прашање. I know that in the politics haven't love, emotion, only Знам дека во политиката нема емоции и љубов, а посебно интерес, посебно во меѓународното право, но мора да бидеме многу искрени пред историјата. Овие денови ги навршува 97 годишнината од договорот во Букурешт. Знаете дека тогаш Македонија беше поделена на неколку делови. Македонија не се бара територијата назад од другите. Дали е можно меѓународната заедница и старата дама Европа да ја поправат грешката која што направија во 1913 година? А тоа е да и дозволат на Македонија да започне со преговорите и да се приклучи кон НАТО. Како што веќе кажав неколку пати, навистина никој во Европа кој што се согласува со политиката на Грција. Но една од причините зашто е добро да се биде во Европската унија е тоа што се има големо влијание кога сте веќе внатре. Проблемот не е тоа што се бара од Македонија. Ако видите, например, Турција, Кипар има огромно влијание врз политиката на Турција, Словенија има огромно влијание врз политиката на Хрватска. Холанѓаните исто така има влијание врз политиката на Србија. Затоа мислам дека основниот проблем на Македонија да има навистина реална слика на политиката и дека сите овие факти треба да ја направат уште попривлечен Европската унија. Јас мислам да ќе треба да се стави доверба на масата при преговорите помеѓу Македонија и Грција. Како што кажав од искуство, тешко да се има доверба во оваа политика, но треба да се анализираат интересите, да не направиме сега отстапки кои што се неотпобитливи, нема да го направиме тоа, меѓутоа тие ќе ги одложиме за подоцна. А сепак ќе добиеме нешто, ќе можеме да пристапиме кон НАТО. Мислам дека ова би бил еден чекор кон создавање на обединета Европа без граници со вклучен Балкан. Границите кои што беа повлечени на Балканот во балканските војни во 20 век беа проблем. Меѓутоа се надевам дека нема, кога тие граници ќе се избришат, македонците нема да имаат проблем да ги посетат своите куќи во Грција. Знам дека имало големи трагедии за македонците, но поентата е тоа да се надмине. Како што кажавте, не станува збор за илузии или за имање нерационална доверба, туку да се биде реалистичен и да се свати како функционира Европската унија. Страшните настани кои што се случиле во 20 век, сепак треба да се најде начин да се влезе што е можно побрзо во Европската унија
И кога сте веќе во Унијата да ги споделите тие работи? Mr. Knaus, thank you very much. Господине Кнаус, ви благодарам што не се приклучите во програмата. Ви благодарам за вашиот придонес оваа програма да биде ексклузивна. Дали имате нешто да додадете? Можем да ви кажам дека во последните недели бев во контакт со многу луѓе, посебно во Европските министерства за надворешни работи, во комисијата во Брисел и така и во Грција. И навистина се трудиме да постигнеме оптимално решение и тоа дека Европската унија не може да очекува Македонија да направи неотповликлива отстапка само поради ветување дека ќе се започнат преговори. Навистина имам јако пречесто дека луѓето почнуваат да разбираат. Yes. Okay. Имаме However, thank you very much and I hope that ви благодарам you will многу. join us soon of our second И се надевам дека ќе не се приклучите повторно на нашата втора меѓународна конференција за името. Се надевам дека до тогаш ќе имаме прогрес. Also, thank you in joining us. Ви благодарам. Пријатно. Това беше од Истанбул во Гласот на народот. А ние продолжуваме со емисијата. Секако уште еднашка благодарност до Нина Шутарева, која еве видовте и самите следевте дека безпрекорно професионално го преведе овој ексклузивен разговор. Уште еднашка благодарам госпоѓа Шутарева, госпоѓица Шутарева. Господин Бачев, имавме можност заедно да го проследиме ова ексклузивно интервју со господинот Гералд Кнаус. Верувам дека ви остави впечаток. Впрочем, морам на старт. Неодамна пред некој ден следев телевизиската програма и следев дека вие сте председател на Народното движење за Македонија како политичка партија. Вечерва ве поканив како магистер по меѓународно право и аналитичар. Имајќи факт на таа трибина која стана збор за името, видов само еден човек кој е ангажиран и е близок со меѓународното право, тоа бевте вие. Што е ова промена и што тоа за вас представува? Па еве најпрви добро вечер за гледачите на ТВ телевизија. Инаку пред да одговорам на вашето прашање, да кажам дека ние ги почитуваме мислењата на сите овие странски аналитичари кои што се јавуваат во државата. Еве го имавте на линија претходно и господинот Робин Онил, па сега Гералд Кнаус. Па ги имаме во овие 20 години многобројни емисари, така странци што доаѓаат во Македонија. И тука јас сакам особено да потенцирам, како што кажав, ние го почитуваме, но нивното мислење но останува ние да си ја завршиме целата работа во Македонија, да си ги средиме сите работи од национален и државен интерес и да го сочуваме нашиот идентитет, име, јазик и култура. Тоа од едноставна причина, бидејќи овие сега странски аналитичари даваат така едни нивни видувања, притискаат према нашата влада дека сега е време да се влезе во Европска унија, дека треба да го промениме името во интерес на граѓаните, дека поубаво ќе живеат во таа Европска унија. Сега да не бидам сватен грешка, никој во Македонија не е против тие евроатлантски интеграции, но да кажам дека ако ние амблок ги прифатиме сите тие нивни сугестии, тие луѓе ако после 20 години ги сретнете и ги прашате зошто тоа и го правевте на Македонија со такви притисоци, зошто не натеравте да смениме име и идентитет, тие тогаш ќе се прават недоветни и ќе ви одговорат ние не ви направивме ништо, тоа си е ваша одлука, вашиот парламент се дигнат два прста, се изгласа одлука и се го сменивте името. Значи при здрав разум ќе се играат, ќе се поигруваат со менталната способност на овој народ и затоа не треба слепо да се верува во сите тие нивни анализи. Сега мислам конкретно на сите тие емисари што доаѓаат во господинот Кнаус тука даде еден прагматичен предлог, верувам дека ќе се согласите со мене. Значи да се искористи и ја имаме во предвид привремената спогодба од Њујорк, каде што имаме привремено име, мислам тоа ФИРОМ, да се направи тој компромис промена на ФИРОМ, што е држава не постои Југославија, за да се влезе во НАТО. Со тоа што немаме тука што да изгуби. Мислам, јас и сами да реков, јас сум тој што навистина го поддржувам ставот да се прекине со преговорите околу името. Бидејќи кога гледаме што се нам ни се случува, какви притисоци, какви нелогичности, навистина треба да ставиме точка. Но од друга ситуација сметам дека тоа може контрапродуктивно да се одрази
Па колку што јас го разбрав, он така предложи една мерка со така една одложена клаузула. Да донесеме сега амандман на уставот со која што тој амандман да има одложена примена додека Македонија не ги почне тие преговори, додека не се убеди дека ќе го добие тоа членство во Европската унија. Јас само тука можам да кажам дека ние воопшто не се сомневаме во сите тие европски авторитети кога доаѓаат тука дека не сакат така едноставно кажано дека не треба да веруваме на сите тие најави дека сакат да не примат во тоа нивно европско друштво. И јас не би наблегувал во тие игри. За Македонија сега е суштествено да го сочува јасно сопственото име, сопствениот идентитет. И јас повеќе сум сега тука поборник, треба сега таа Европска унија да оставиме малку на страна, бидејќи таму јасно е дека постои една голема солидарност со договорот од Мастрихт 93 година, кога веќе восстановија заедничка надворешна политика. Сега во овој стадиум земјите во членки на Европската унија имаат поединствена надворешна политика отколку на времето што имаше Југословенската федеративна заедница, кога бевме една заедничка држава, значи една голема солидарност и една единствена надворешна политика. Значи сега треба да ја оставиме на страна и сега нашата борба за името, мој мислење дека треба да ја насочиме во Обединетите нации, бидејќи таму се работи за еден пленарен собир од околу 200 држави и тука е нашата шанса. Јас мислам дека е созрел моментот да се го повратиме нашето уставно име. И сега еве накратко само можам да кажем неколку чекори околу во таа насока. Дали ќе бидат прифатени од оваа или од некоја евентуално некоја идна влада, тоа останува на политичка проценка на владеачките структури во Македонија. Значи јас тоа мој став го темелам на фактот што сите ние се сеќаваме 93 година при приемот на Македонија во Обединетите нации на 8 април, претходниот ден на 7 април Советот за безбедност ја донесе таа позната резолуција 817 со која што препорача прием на Македонија во Обединетите нации. Сега тука многу битно е да се каже, бидејќи во јавноста се манипулира дека ние со таа резолуција сме били обврзани да постигнеме спогодба со Грција. Тоа воопшто не е точно. Ако се види тој текст на таа резолуција, таму јасно стои дека има една формулација во која што стои дека страните само се охрабруваат во еден разумен рок да најдат решение за разликите околу името. Значи јасно треба се каже дека Македонија со таа резолуција не презеде врз себе обврска да склучи спогодба со другата страна, односно со Грција, и ниту меѓународното право, нити документи на Советот за безбедност рефлектираат таква обврска, да ние склучиме спогодба со Грција за нашето име. Значи ќе повторам, таму само стои една формулација во разумен рок да се најде решение, да се изнајде решение за разликите околу името. Сега на секој нормален човек му е познато дека дали во Македонија, дали во меѓународната заедница, 20 години е многу повеќе од разумен рок. Значи тој разумен рок е веќе истечен и затоа сега Македонија е слободна да се определи, да поднесе иницијатива до Генералното собрание да се го поврати уставното име. И тоа ќе го темели на неколку факти. Значи јасно ќе посочи дека таа резолуција 817 е веќе со истечен рок. Тој разумен рок е поминат. Преговорите се во ќорсокак, достигнете до мртва точка и нема решение за разликите околу името, и затоа сега Македонија е слободна да поднесе барање до Обединетите нации да се го поврати уставното име. Многу битно е да се каже дека во таа резолуција Советот за безбедност јасно посочи дека Македонија ги исполнува условите од повелбата на Обединетите нации да биде примена во светската организација, бидејќи таму јасно е кажано во повелбата на Обединетите нации во членот 4 за една држава биде членка мора да исполнува 4 услови: да биде држава, да ги прифати обврските од повелбата и да има способност и волја да ги исполнува тие обврски. Иначе Советот за безбедност со таа резолуција јасно констатира дека Македонија ги исполнува 4 услови, но за жал во тој момент на Македонија беа поставени 2 дополнителни услови кои што немаат правен карактер, а тие се познати во јавноста. Не поставиат 2 дополнителни услови да ја носиме референцата фиром и да изнајдеме решение за разликите околу името. Но сега тука многу интересно е што Меѓународниот суд на правдата 1948 година има расправано по прашањето за членството на државите во Обединетите нации и во тоа свое мислење јасно има кажано дека при една држава при приемот во Обединетите нации доволно е само да ги исполни 4 услови. Тие 4 услови се завршен список на услови и истрпувачко набројување. Повеќе од тие 4 услови не сме да се постави ниту еден дополнителен услов. Значи при приемот на Македонија е прекршено меѓународното право во тој момент. И сега што е многу побитно тоа мислење од 48 година, тоа е трагично, поразително. Државниот врв на Македонија 93 година, односно тогашната власт на господинот Кирил Глигоров како тогашен претседател воопшто не го знаеле тоа мислење на Меѓународниот суд на правдата. Тоа е за мене еден поразителен факт, а уште пострашно е што тоа мислење колку што е познато на јавноста после 7-8 години, некаде 98-99 го актуализира во Македонија еден наш македонец во Белград, мислам дека Игор Јанев се вика. И сега што е поинтересно, во тој момент
министри за надворешни работи и клучни министри во тоа време во владењето на Глигоров беа професори од правниот факултет, кој што предава меѓународна политика и меѓународно право. И само сега да спомнам во јавноста дека 80-те години на минатиот век и во Демократска Македонија на правниот факултет има еден учебник, се вика Меѓународни организации, напишан од двајца автори од Белградскиот правен факултет, мислам дека беа Воин Димитриевич и Обрат Рачич, и во тој учебник постојат тие мислења на Меѓународниот суд на правдата. 48 година. И сега вие да ги имате министрите од правниот факултет за министри за надворешни работи, предавале од тој учебник и да не го знаат тоа мислење. И како што кажав, тоа прв пат го актуализира господинот Јанев, кој што се послужи со мала итрина. Он ги видел тие мислења во тој учебник, после им кажуваше дека вршил истражувања во Обединетите нации, али сега тоа не е многу битно. И сега се поставува прашањето дали тие наши министри од правниот факултет во тоа време знаеле или пак не знаеле. И уште пострашно можеби го знаеле, па намерно го прикриле тој факт, бидејќи ќе потсетам дека пред 2 години јавно се сеќава грчката влада јавно призна дека потрошила околу 150 милиони евра за напрашањето за пропаганда, за таа антимакедонска кампања, и тие силни пари завршија како во Грција, завршија и према нивни јатаци во соседните држави. И тука сега тоа е една голема така шпекулација. И да се наврзам, баш таа трибина вчера што се одржа беше на таа тема на меѓународното јавно право, и јас тука да посочам дека не треба сега тоа приѓем на преговорите толку страшно во јавност. Тоа се многу лошо се препишува, се пренесува од медиумите како некој е плашило. Демек Македонија механички од утре ќе каже не преговараме повеќе. Тоа воопшто не е точно, него мојата опција е сега Македонија треба да поднесе барање до Обединетите нации, во кое што јавно ќе посочи дека резолуцијата 817 е со истечен и со изминат рок. Во тоа барање јасно уште ќе напише дека Македонија има меѓународно правно признато право да си го носи уставното име и при тоа нема намера да влегува во спор со Обединетите нации за тоа право. Тоа е јасно пропишено. Понатаму треба во тоа барање јасно да посочи дека Македонија во овие 20 години беше многу кооперативна, ги исполнуваше сите обврски од повелбата на Обединетите нации, беше лојален член на таа меѓународна заедница и затоа сега е слободна да се определи да си го носи уставното име. И што најбитен момент ќе посочи дека Македонија ги почитуваше сите, така условно кажано, локални средства на меѓународната заедница да се изнајде решение за тој наметнат проблем. Само ќе потсетам дека 1991 година таа Бадинтерова комисија на 11 јануари 1991 година донесе мислење со кое што препорача признавање на Македонија бидејќи ги исполнува условите. Понатаму проблемот 93 со приемот во Обединетите нации се префрли во Светската организација и тога се направи тој управен комитет во кој што копредседатели беа Сариус Венс, сега починат, и Дејвид Овен, кој што беа копредседатели на тој управен комитет за меѓународната конференција за поранешна Југославија, ги прижаа своите добри услуги и најпослед генералниот секретар назначуваше специјални представници како што сега актуелниот Нимец, кој што треба да изнајдат решение. Значи Македонија во тоа барање јасно треба да посочи дека сите тие средства на меѓународната организација се исцрпени, нема решение, преговорите се во ќорсокак и затоа сега Македонија слободно да се го поврати своето уставно име. И сега тука многу битно е, бидејќи барање ќе го поднесеме, во таа светска асамблеја има 200 држави. Значи охрабрува фактот што Македонија во овој момент е призната од 128 држави. И сега Македонија претконно за да се осигура дали тоа барање ќе помине, треба да направи една дипломатска иницијатива спрема сите тие земји. Мисија кон сите што не признаа. Сите што не признаа да го испита ревизија. Мислењето како би реагирале на тоа наше барање, да се увери дека тоа барање ќе помине. Само да кажам за гледачите дека одлуките во Генералното собрание се носат со мнозинство гласови од присутните членови на пленарна седница и само доколку Грција не успее да го наметне како важно прашање. Ако го наметне како важно прашање, тогаш одлуките се носат со двотретинско мнозинство, но и во тој момент Македонија сега е призната од повеќе од 2/3 од земјите членки под уставното име, значи останува можност на Македонија сега преку една силна дипломатска кампања да го испита пулсот на тие земји. И јас тука би советувал за да ја избегнеме евентуално негативната одлука на Генералното собрание, најпрво на Македонија стои една можност да проба да го опипа пулсот на тие земји преку тој 6-ти правен комитет на Обединетите нации, каде што може најпрво таму да го постави тоа прашање, да ја види реакцијата на земјите членки и евентуално неповолниот исход на тој правен 6-ти комитет носи многу помалку последици отколку ако директно одиме на пленарна седница. Но како што кажав, битно е во овој момент, значи да се охрабриме првим дали сите тие 127 земји членки кои се признаат уставното име на истиот став. Да, на истиот став. И затоа кажувам дека ние борбата треба да ја насочиме према Обединетите нации, да оставиме на страна Европската унија, бидејќи таму има јако солидарност, единствена надворешна политика. Гледаме дека поголем број од земјите членки ја штитат Грција, ги штитат нејзините интереси и нашиот пат сега ние треба да го сочиме точно према Обединетите нации. И само во една секунда да кажам што ме прашавте вчера, да, ја бев присутен на трибина и можеби јавноста во прв момент малку беше изненадал.
мене воглавном во јавноста ме препознаваат преку некои теми кога пишувам за лустрација, за Колошин, Ние ќе продолжиме разговорот, и нашата тема е за лустрација. За криминалната приватизација, но еве да кажем јавноста може малку знае, јас од моето образование немам ништо со полициското образование, бидејќи класичен полициски службеник се мисли човек кој што завршил средно полициско училиште, па завршил на полициска академија. Јас немам ништо со полициското образование, јас сум завршен дипломиран правник со правен факултет и мојата стручна и научна образба продолжи на тој факултет и сега сум, како што кажавте, своевремено одбранив во магистарска тежи, сум магистар по меѓународно јавно право и таа тема вчера беше фактички на моја голема радост така едно освежување подолго време така да разговарам на теми од мојата научна преокупација. Мене ми е задоволство што нашиот разговор го продолжуваме токму во таа насока која ќе биде врзана и за меѓународното право, гледајќи имајќи факт како се случува и што се случува во земјите каде што лустрацијата е априори да биде дел од секојдневното политичко и живење, нормалното живење. Во Македонија како да има уплав од зборот лустрација. Како ќе спомнете некому лустрација, како бегат како ѓаволот од крстот. Европска унија тоа ќе ни го стави, сакали не пред носот, да мораме тоа да го завршиме. Од друга ситуација гледам, и говориме во некои од нашите емисии Гласот на народот и Отворено со народот, дека што е парадоксално. Господин Џорџ Сорос, таткото за да речем на отвореното општество, на таа фондација, кој се бори за правата, човековите права, даде априори финансиска потенција во многу држави да се спроведе. Само во Македонија парадоксално. Подружницата на Сорос помора пред Уставниот суд да се поништи овој законски проект, така? Така. Докаде оди оваа ситуација? Зошто штраф? Кој се плаши од лустрацијата? Па видите, јас генерално околу толку ќе го повторам само мојот став од моите колумни уште пред 3 години, кога се носеше законот за лустрација или попознат како закон за определување дополнителен услов за вршење на јавни функции. Јас и тогаш напишав гледајќи го. Зашто толку голем наслов кога се знае лустрација? Па јас уште тогаш кога го видов првичниот текст, тогаш подготвен од една група која што на господинот Стојан Андов како иницијатор, само тука да кажам, сега може би ќе звучи нескромно, 2006 година, кога тогаш Народно движење за Македонија беше во Сдружената коалиција за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и јас тој процес на лустрација го најавив уште додека бевме во опозиција во мај 2006 година пред парламентарните избори да се случат. После на тие парламентарни избори 2006 година победивме и после таа победа Стојан Андов како тогашен исто наш коалиционен партнер во таа коалиција поведе формална иницијатива да се донесе тој закон, но еве јас уште тогаш написав кога го видов текстот дека тоа е всушност една голема измама и голем трик за манипулација со граѓаните и дека тој закон како што е донесен представува едно големо ништо, една голема манипулација. И сега ми е јасно дека ги гледам причините зашто тоа се случи и вистините дојдоа многу побрзо дури од што самиот очекував, бидејќи тој закон тогаш така беше напишан, фактички да не се лустрира никој. Се дигна на голема галама во јавноста дека еве сега Македонија ќе расчисти со тоа минато, ќе се спроведе лустрацијата, но ако се види закон, ако се прочита законот, тој не дава никаква можност за лустрација, бидејќи таму се иземени сите битни категории од граѓани. Таму да кажеме не може да ги лустрирате председатели на политички партии. А јас еве кажав да кажеме додека бевме во коалиција или како само да потсетам за јавноста дека Народно движење за Македонија пред локалните избори 2009 година излезе од таа коалиција бидејќи од наши некои принципиелни ставови, впрочем лустрацијата не беа земени во предвид и да кажам дека од таа лустрација се иземени 7 председатели на политички партии. А јас веќе кажав во јавноста дека во актуелната коалиција на Груевски сега има 7 партии формирани од тајната полиција. Понатаму иземени се од лустрацијата олигарците. Тоа се десетина личности кои што 91 година кога тргна таа приватизација или тие десетина транзитски бандити кои што го уплячка македонскиот народ направија невидена економска диверзија врз сопствениот народ, бесплатно си го присвоја целиот општествен капитал. Македонија имаше некоја уникатна приватизација во која што целиот капитал им беше доделен на десетина личности и сега што е интересно 89 година кога сојузната удба во тоа време заедничката служба е свесна дека СФР Југославија се распаѓа,
свесни беа дека тој процес веќе е започнат и тогаш преку ноќ одлучуваат сите своји најистакнати кодоши, соработници преку ноќ од комунисти да ги направат капиталисти. Во Македонија одбрани беа тие десетина личности што им ги дадоа најубавите фирми, тоа се децениски кодоши на сојузната служба и им беа дадени тие општествени фирми без пари, ги направија преку капиталисти, тие се изземени од лустрација. Новинарите, вашата фела, се изземени од лустрација. Зошто? Така беше напишан законот. Понатаму, ако земете, изземени се, да кажеме, од лустрација црковни лица. И фактички во тој закон стои дека ќе се лустрираат носители или кандидати за носители на јавни функции. И сега сите тие категории што се изземени, доволно е само додека важи законот да не се кандидираат за јавна функција и нивното кодошко минато останува архивирано, за разлика од другите земји, како Бугарија, да кажеме, Романија, се донесе закон во кој што ги опфрени сите кодоши, сите соработници, без разлика дали е функционер или не е функционер. Значи се расчисти со тоа минато, али кај нас се остави можност само доколку древно лице се кандидира за носител на функција и таму имаше една смешни одредби дека законот ќе важи од 44 година, од второто заседание на АСТОМ до 91 година. Но вие колку ќе лустрирате веќе, тие луѓе од 45 година се во длабока старост или изумрени или се пензионери и никој пат нема се да бидат носители за кандидати за 21 до 2008 нема. Спомнавте на работа една политичка партија. А што стана со другата, опозицијата, например? Нема ли таму штоф, да речем, за лустрација? Видете се, таму во тоа време како СДСМ како наследник на таа комунистичка партија, сите тие луѓе кои што беа зрели за лустрација, тие требаше да бидат опфатени со законот. Но интересно 2006 година се случи еден интересен момент, сега сите тие луѓе, поголем број од тие соработници, тие најдоа пребивиште во ВМРО ДПМН. Сега веќе не е тајна да кажеме, вие може да видите сега може ќе бидеме ќе ги истргне кој груп збор, сите тие луѓе се набутаа во ВМРО ДПМН. Ги променија боите и сега нив ги штити актуелната власт. И сега ние секој пат товарот на дали ќе биде има лустрација или не паѓа на личности што се во власта. Факт е дека опозицијата не може. Виновни се лидерите на политичките партии кои и тоа е една фарса. Коалиција. Тоа е една фарса. Јас сакам да го убедам народот дека нити СДСМ нити ВМРО ДПМН сака вистинска лустрација. Не сакат, бидејќи во нивните редови има тие кодоши што ја држат Македонија во европското дно, кои што се уште управуваат со државата, кои што се многу моќни, се уште се на битни позиции и тие ја кочат таа лустрација. Колку дошлото влијае за името конкретно тука ме интересира, бидејќи емисијата би ја поврзал лустрацијата токму со фактичката ситуација за името. По Македонија факт дека имаме раздвојување, различни ставови, еден раштимен оркестар, раштимана музика и затоа меѓународната заедница така се однесува со. Македонија мора да расчисти тоа минато. Тоа е Доврско него и Советна Европа имаше некоја декларација за осуда на тоа и сега сите околни држави, како што кажав, ја спроведеа таа генерална лустрација. Да кажем, и сега мене ми е една интересна работа тука, зашто толку луѓето се плашат од лустрација, бидејќи можеби има посимпатично ќе биде сека некои луѓе што соработувале да излезат во јавност и да признаат, да кажат јас соработував, но јас верував во таа Југославија. Работев за таа Југославија да опстане. Често е да признае. Ќе се признае. Па веќе кажем еден пример. Бугарскиот председател Ѓорги Прванов во самата изборна кампања, кога му се водеше, бугарската држава му го извади досието под псевдоним Гоце. И тоа не му сметаше во кампањата, он победи на председателските избори во. Така да таа лустрација не треба да се јавно признал и барал. Призна, така и таа лустрација не треба да се свати како нешто страшно, како нешто опасно, но за жал така е сватија во Македонија сега и за жал факт е дека ќе нема лустрација. Јас направив еден обид 2007 година во мај. Народно движење за Македонија излеговме на пресконференција и го обелодонив соработничкото досие на Срđan Керим во тоа време. Но за жал Андо во тоа време кога уште законот беше во работна верзија, кога се пишуваше законот, кога јас излегов на пресконференција, одмah после тоа во казнените одредби на законот стави одредба во која што секој што ќе мимо надвор од комисијата за лустрација, секој што ќе каже соработничко досие, предвиде казна затвор од 4 години. И затоа јас сега им се извинувам на граѓаните што вечера не може да спомнеме некое звучно кодошко име во Македонија, бидејќи Андов напиша во законот дека ќе не носи во затвор 4 години и тоа беше најперфиден начин да ги замолчат, да кажеме, личностите, бидејќи тоа е диктаторско да воведете таква одредба. Значи треба секој да му оставите слободно да излезе што сака, па после ако некој е загрозен, ако смета дека не е вистина, се има судски процедури за клевета, за навреда, за обештетувања. Али јас еве 4 години помина, господинот Керим не поведе никаква постапка против мене. Казнениот закон се предвидува такви одредби, но мене ми беше смислата на Андов, таа манипулација што ја направи. И еве денеска се потврдуваат моите сознанија. Вие овие 2-3 дена гледате тие карикатури во таа лустрација комисија. Си играат пинг-понг со јавноста. Кажуваат дека еднаш кажуваат едно, после 2 дена излегуваат кажуваат друго. И јас уште пред 3 години пишував дека
колку толку таа лустрација може да се спроведе ако на комисијата и дадат директни овластувања да влезе во подрумите на државната безбедност и директно да ги гледа Има ли досијата. шанси тоа Да гледа досијата. Па само така може да имаме горе-долу некаква лустрација. Сега како што е поставен законот, во комисијата тоа се луѓе 9 луѓе кои што примат по 80.000 денари месечно плата на доместок од народните пари на граѓаните и само седат во таа комисија и изиграваат поштари. Ке земат една изјава, пишуваат писма до првиот човек на државната безбедност и го прашуваат: "Ај господине, кажете ми дали ова лице е соработник?" Дали ова лице е соработник? И првите луѓе на тајните служби повратно им праќаат одговори, им кажуваат да, овој може, овој не. Значи те се обично писари во комисијата, немаат никаква улога, а примаат многу големи надоместоци, а така седат по цел ден. И затоа можеби еве еден мој апел, ако да вистина, иако не верувам дека во Македонија ќе има лустрација, ако се сака вистинска лустрација, треба на таа комисија да се даде директни овластувања, директно да оди во подрумите на државната безбедност, да ги листа досијата и да излегува со заклучоци дали некој бил соработник или не бил соработник. Но јас како што кажав, уште еднаш се сомневам дека во Македонија ќе има лустрација. Меѓутоа, актуелната власт изрази големо незадоволство од страна на Уставниот суд кој ги суспендира, фактички го редуцира или го поништи со еден збор дел од законот за лустрација, а тоа е дека до 98 до 91 ќе бидат опфатени, како што рековме, починатите, нели? А од 91 до 2008 нема да бидат. Значи тоа дека има сепак желба кај власта тоа да го спроведи, но од друга страна не искоментира малку како да имате некој незадоволство ли од власта? Не, јас сакам да ја предочам реалноста пред граѓаните. Факт е дека јас ова што го кажувам светот се граѓаните. Јас еве посочите едно кодошко име да ја кажам во јавност. Законот е донесен 4 години, не сме видели ни еден соработник. Зошто е тој страв? Ја еве искрено прашам и во оваа Сега по ова емисија. како што излегува во овие 4 години комисијата не предочи ни едно соработничко име, значи произлегува дека во Македонија фактички немало соработници. А јас ќе ги посочам дека тие беа преку 15.000 досија во тоа време во Колку? околу 15.000 досија и сега тука само еден момент да кажам, не треба ние сега да се занимаваме со тие ситни малски кодоши кои што кодошеле на овој жена му била ваква, жена му била убава, комшиката била ваква, онаква. Тоа се ситни малски кодошиња. Мене ми е битно во јавност да се На кафе те канала, те кодошал. Мене ми е битно сега да ги предочат клучните кодошки имиња во оваа држава кои што уши ја држат оваа држава, законот за европското дно. Јас ќе повторам, 7 партии моментално во актуелната коалиција се дело на тајната полиција. Тројца министри во владата има кои што соработувале на времето, значи биле кодочи на државната безбедност. Понатаму двајца советници кај председателот Иванов има на времето биле исто така соработници на државната безбедност, но јас еве пак ќе повторам, жалам што Андов ја вметне таа нестрекна одредба во А законот. имате ли некој од опозицијата нешто да ми кажете дали има некој кодош? Да, како не. Ајде да слушам, мислам добро и вака илустративно блиску. Видете, тие луѓе, како што кажа, тие олигарци што ги спомнав, неколку да кажеме блиски луѓе што се потенцијални Асоцијации дајте ако ништо не смеете име. Па не, јас не сега да не се свати мојата насока во еднонасочна, но сега секој ќе ви каже дека целата одговорност лежи на власта. Власта може да спроведе лустрација. Што може сега опозицијата? Опозицијата сега само ќута, они тоа им доаѓа инцидентно, они се задоволни бидејќи со тоа се прикриваат и нивните кодоши. Да ги слушнеме гледачите, народно да го слушнеме. Кој се јава, добро вечер. Ало, добро вечер. Дали се слушаме? Поздрав до Томиш и до Добро дека имам грешна линија, колку имам. Ве молам, представете се кој се јава. Ангажман се ангажира човекот, но би го прашал. Амбасадите кои работат сега и порано, како задаток имаат и дали можат и тие да вршат некакви тајни досија? Пример, Стојан Андов беше во Ирак. Кога фати војната во Ирак, Стојан Андов си ги спакува куферите, а градежната оператива тогашна преку Југославија остана без амбасадор, тој си дојде вамо, градежната оператива остана тамо. Дури и некои луѓе добија и стрес родители за своите тамо пушти кои беа. Треба темелно да се опфати, не е поднесител Стојан Андов, зашто и Стојан Андов веројатно не може да биде амнестиран, бидејќи и тој има некое задолжение за тогашното време и во таа држава. Така. Благодарам многу. Мисли не одбачив. Така, благодарам многу. Едно директно прашање. Дали се уште има инсталации на УДБА и КОС во Македонија? Па видите, тие инсталации јас веќе спомнав во мојот разговор, тие се уште многу силни. Тие владеат во Македонија, Македонија се уште е закована за тоа европско дно, токму тие.
структури кои што кажам тие се многу жилави, многу флексибилни. Тие од времето од ДСД кога победи ВМРО ДПМН да кажеме се инсталираа во ВМРО ДПМН. Тоа преку која политичка партија која беше таа е структура над сите партии. Затоа беше потребно Македонија да расчисти и се уште за Македонија е првен интерес да расчисти со тоа минато и само така Македонија ќе може напред да се тргнат тие луѓе од политичката сцена и едноставно да се остават на страна и да остават оваа држава да се развива со сите нишани. Но за жал, како што кажав, силна е таа мрежа, таа е гнездена во двете најголеми партии. Метастаза. Па силна е сега, али за тоа треба јака волја. Не викам дека тоа не е остварливо, тоа е многу остварливо, но сега силни се тие интереси кои што сакаат да ја заташкат целата таа работа. И само да го довршам само во една реченица, значи ја не сум поборник за тие малски кодоши него треба тие крупните личности, тие сака да ги види јавноста. Најрепрезентативните што Октоподот. Па така може да се каже Октоподот да. А инаку Уставниот суд само влезе во целото тоа сивило, бидејќи фактички дека и Уставниот суд е можеби до некаде заинтригиран доколку се спроведе тој процес, инаку тоа е смешно да се тврди дека од 91 година немало. Кодоши баш јас можам да кажам дека од тие 15.000 досија, 1/3 се водени токму во Демократска Македонија од 91 година во наредниот период и во тоа време се знае дека во тие први 8 години додека СДСМ беше на власт, во тоа време сите тие ВМРО-вски елементи беа под најбрутална репресија, беа следени и прислушкувани, се водеа сите тие досија и сега најповеќе можеби и према нив треба да се направи таа лустрација, бидејќи сега моментално нивната партија е на власт ВМРО ДПМН и можеби најповеќе према нив треба, бидејќи сега е можеби полесно да се биде ВМРО-вец, но да се вратиме 90-тите години, тогаш беше опасно, но сите тие митинзи се правија голем број досија за сите тие личности, тогаш требаше да се има една храброст кога се војуваше за таа независна и суверена Македонија и тогаш во тие први 8 години Глигоров имаше воспоставен систем на лично владење и имаше под целосна контрола и службата за државна безбедност и впрочем јас имам пишувано за времето на Глигоров, тој 91 година дојде како делегиран човек од Белград, јас дури во времето му го кажав и псевдонимот во моите колумни кога дојде од Белград. Кој беше псевдонимот? Па он беше тогаш беше напишано беше под псевдоним Гавран. Гавран воден од сојузните, тоа ја имам пишувано уште пред 10 години и он во прв момент беше тука да ја спречи таа независност на Македонија, но за жал настаните не можеа во прилог бидејќи тие светски центри има зацртано да се распадне таа југословенска заедница и така настане македонската држава со голема помош од пред се од Соединетите американски држави, бидејќи во прв момент тие европски земји сега највлијателните европски земји што ја делеле Македонија 13 година на Букурешкиот договор, фактички во тоа време се залага Македонија да биде во некаков остаток од таа југословенска заедница и можеби Македонија тука треба најголемата благодарност што има таа независна држава да се темели токму на залагањето на Соединетите американски држави кои што уште од Асном 44 година кога биле присутни нивни високи војни офицери на заседанието на Аснов, уште тогаш е таа јасна поддршка и 918 Вилсон, таа неспорна јасна поддршка према независноста и суверенитетот на Република Македонија. И како што кажав, тие структури се силни сега, па ќе видиме дали државата ќе најде капацитет или па евентуално ќе се почека да победи некоја партија која што ќе има волја и желба да го направи тоа. Да расчисти и со лустрација и со криминалната гаврани и такви да речем метузарни меѓу кои на ден денеска Македонија е едностат во неврат. Имајќи факт дека Македонија се бори за нејзиното необстојување, Македонија докажа дека е држава со сите нишани, со сите белези. Од друга ситуација имаме такви субјекти кои ровараат по темелите на македонската независност, државност, идентитет, јазик, име, пред се име и така натаму. Дали тоа што не е досега спроведена таа лустрација, значи затоа тие две топилни точки ги поврзам во еден комплекс, во еден корпус, е резултанта што, значи ваквата ситуација е резултанта што нема успешна лустрација. Пак одошењето си иде по автоматизам, најнормално. Па еве сега тоа не е непознато, тоа е во меѓународната политика е познато дека за да Македонија успее да ги зачува своите витални интереси потребно и пред се тоа домашно единство, но до тоа никој пат ние не го имавме. Вие гледате ВМРО ДПМН и СДСМ како најголеми партии не се однесуваат како политички противници, него себе се гледаат како непријатели, како различни странски структури, така действуваат меѓу себе. И трагично е за нас што ние никој пат за тие витални прашања не зборуваат во еден глас во таа меѓународна политика, него само одат во странство и се кодошат меѓу себе
пред тие странски авторитети, сметајќи дека тие ќе им помогнат некои народни избори да успеат да се дограбат до власта. Тој меѓународен фактор неспорно дека има влијание, но не треба толку да го преценуваат, бидејќи во крајен случај македонските граѓани, нивната волја е пресудна на сите тие избори кои што се одржуваат во државата. И познато е дека тоа домашно единство е најголемата брана против секаква закана. Али за жал сега ве гледате, вие за името кој што е витален интерес, национален приоритет, го немаме тоа единство. Треба ли се лови во матно, како што реков во најавата? Опозицијата имала власт 2005 година, имавме тогаш предлог на Метјо Нимиц со тие 8 точки кои јасно одговорат. Тука става збор за промена на идентитет, не стана збор за име. Согласувате со мене? Страшно е колку тоа честно, односно перверзно, оваква ситуација се доведе. Страшно е таа предлога на опозицијата кој што јавно кажува дека треба додавка, придавка да се додаде на името, тоа е поразително. Јас еве ќе кажам дека како Народно движење за Македонија ќе ја даваме целата поддршка на Груевски се дека го брани името. Во прв момент кога ќе видиме дека се скршнува од тој национален интерес, тогаш нормално, бидејќи сега се манипулира со тие анкети на Европската унија и на НАТО, кажуваат над 90% од граѓаните биле за НАТО и Европска унија, но не го кажуваат вториот дел од анкетата. Они кажуваат дека 90% се залагат за НАТО и Европска унија, но во исто време 90% од луѓето кажуваат не сакаме да влеземе во тие институции со промена на името. Значи тој дел без достоинство. Робин Онил, како што спомнав во Гласот на народот, изјави вака: не смеете да ја попуштите на Грција. Додава: ако Македонија прифати кое било друго име, Грција ќе биде уште повеќе осокорена да продолжи со други барања и уцени кои би биле губитнички, дури кобни за македонците и Македонија. Па видете се, еве на пример. Значи тој не е ниту ВМРО-вец, не е ни СДСМ-овец, тој е прв политички субјект инволвиран во грчко-македонскиот диалог. Па видете се, еве на пример на Робин Онил, видете таа трагедија. Да кажеме, вчера сите медиуми пренесоа дека Робин Онил дал изјава на ТВ, но таа завист и злоба меѓу вас новинарите никој не ве пренесе да каже Робин Онил му беше гостин на Томич или на Гласот на народот. Значи од таа завист, таа злоба што имаме еве и меѓу вас новинарите и меѓу другите структури во општеството, вчера требаше најнормално кога ви бил гостин по таа интернет конференција, најнормално да се цитира со кого разговарал. Ама од таа принципите и кодексот на новинарството. Тој момент го спомнувам само како пример на таа злоба, завист, на тоа поделеност меѓу македонските граѓани. Инаку Робин Онил точно само една исправка, бидејќи граѓаните овие медиумите што пренесоа погрешно цитира дека он бил специјален посредник за името во тоа време на Европска унија и на Обединетите нации. Тоа не е точно. Он 92 година беше личен представник на Даглас Херт, тогашниот министер за надворешни работи на Англија, бидејќи 92 година од јуни месец до декември во тие 6 месеци Британија го презеде тоа ротирачко претседателство со Европската унија и Даглас Херт направи обид да проба да ја убеди Македонија да го смени своето уставно име и како личен представник во Скопје го испрати господинот Робин Онил, кој преговараше во тоа време интензивно на релација Скопје-Атина со грчката страна и со македонската страна, и тој во тоа време интересно што се покажа како поголем поборник за заштита на интересот отколку тогашниот министер за надворешни работи Денко Малевски и председателот Киро Глигоров, бидејќи Киро Глигоров тогаш му предочи дека Македонија ќе се согласи за прв пат го се спомна тогаш терминот поранешна Југословенска република Македонија. И господинот Робин Онил му рече, тоа е во следна прилика убаво да го прашате, му рече: не господине, тоа е многу навредливо за вас. Нема да одиме со тој предлог поранешна Југословенска република Македонија, него во првиот момент ќе пробаме со Република Македонија цртичка Скопје. Значи самиот му каже дека тоа е многу навредливо и така е, тоа фиром денеска е многу навредливо. Што беше изјавата на господинот Робин Онил на господинот Глигоров како председател на држава? Да, во тие не го прифаќаат, немојте да прифатите референцата. Киро Глигоров се согласи на фиром, али тие разговори тогаш не одеа во јавноста. Сега ја тоа ги имам гледано стенограмите, значи во следна прилика можете слободно да го прашите. И за жал тој предлог декември месец во Единбург на состанокот на Европската унија не помина, Грција не го прифати тој предлог, бидејќи во тоа време познато е Грција инсистираше воопшто во нашето име да не постои зборот Македонија. И за жал во тоа време тој предлог не помина и понатаму, како што е познато, од тој момент во април 93 проблемот се префрли во Обединетите нации и се понатака зборува позната е приказката како одеше во Обединетите нации. Тоа што го прашав и Гералд Наус, сега во политиката нема љубов, значи се е интерес, особено во меѓународното право, тоа не станува збор. Ние се очекуваме од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Да, имам гледач на линија. Добро вечер. Дали се слушаме?
Сигурен сум дека јавноста е заинтересирана, како вообичаено во ова емисија, каде имаат 100% можност без цензура да поставуваат прашања. Ќе биде задоволство да го вклучам, доколку гледачот и натаму е на линија. Тоа дали, доколку гледачот се вклучиме, можете да го пуштите, ве со нас нека учествува. Зборот ми е дали постои шанса меѓународната заедница, старата дама, како што рекоа Европа, да рече ги прифаќаме грешките. Македонија е битен фактор, геополитички фактор. Мислам, една важна улога има во геополитичката мапа, да речем, и да рече да почнувате со преговорите, односно Македонија треба да биде дел од Адриатик А3, или сепак тука нема емоции, истата таа што ја создаде Грција, керката не сака да се уништи. Па видите, јас сега кога зборувам за тие правни механизми, да се го повратиме уставното име, не треба да прозвучам дека сум некој правен идеалист. Јасно е дека во меѓународните релации доминираат таа моќ, политичките тие сите моменти во однос на правото. Впрочем, тоа најповеќе се покажа во последниот случај со тоталното мислење во однос на Косово, каде што веќе јасно може да се каже меѓународно право воопшто не постои, него тоа е повеќе можеби морал или право по избор на моќните држави. Но сега кога кажувам за правните моменти, Македонија се го поврати името, тука прв момент ја имам таа комбинација од правно-политички фактори, бидејќи стојат за нас 127 држави кои што не признале под уставното име, и кога кажувам тоа барање, не кажувам дека Македонија треба преку ноќ да пушти само писмо до Обединетите нации, ги прекинуваме преговорите и готово. Ние тоа говориме, господин Бачев, се сеќавате во едно од нашите изданија, до сега не знам што е превземено, таа мисија требаше многу порано да се реализира. Па најпосле мислам дека ќе се охрабри некоја македонска влада најпосле да го поднесе тоа барање до Обединетите нации, за да се го повратиме уставното име, и не храбри фактор што 127 држави стојат за нашето уставно име, и со една добра дипломатска активност, јас мислам дека ние ќе успееме. И најпосле после 20 години тоа прашање да се тргне од дневен ред. Јас навистина, речиси 70 и некоја минута која ја реализирам оваа емисија, реков ми дека оваа емисија ја оди со посредство на националната кабелска телевизија Сонце, радио Илинден во Мелбурн, уште 3 радиостаници широм Австралија. Секако и домаќинот, кој е главен организатор на оваа емисија Гласот на народот, независната телевизијата во Охрид. Зборот беше да одиме уште малце за и околу таа поемот лустрацијата и решавањето на прашањето околу името. Тука би се сконцентрирал ве молам. Имаме ли можност да политичките елити, кои натаму се жедни за фотелја, значи се согласите со мене, власта е сласт, убавина е таа, да речем, чистачи од коли кои создаваат убав проток на слободен сообраќај, па одење ваму, одење наму, значи тие бенефити навистина е рајска убавина. Од друга ситуација се заборава гласот на народот. Народот дава власт, народот зима власт. Меѓутоа и политичките елити не може по секоја цена на власт, а при тоа да играат со погрешни чекори. Станува збор за опозицијата. Дали има шанси во оваа ситуација? Со овој коментар би завршил, да најхитно превладува рациото, разумот, и да се направи на национален консензус стратегија за Македонија. Видите, јас граѓаните што ги пратат моите настапи знаат дека јас многу честно и искрено настапувам према сите тие состојби во државата, и точно е тоа што го кажувате, не е спорно дека таа борба за власт носи привилегии, да кажеме, поволности према сите. Но сега за мене многу битен е моментот како тие една политичка партија ги распоредува тие приоритети. Не е спорно дека има личен интерес во политиката, но сега многу битно е како вие ќе ги рангирате. Ако вие го ставите на прво место личниот интерес, тоа е трагично за државата. А според мене значи тоа треба да се рангира. На прво место да биде интересот на државата, второ место да биде партискиот, па некаде на трето, четврто место да биде личниот интерес. И ако така ги рангираме интересите, јас мислам дека оваа држава ќе тргне напред. Ако пред себе ги имаме виталните национални и државни интереси. Имаме гледач на линија, вие што мисли гледача? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој си јава? Господин Томич. Повелете. Пишувате Гласот на народот, меѓутоа многу макотрпно треба да вие човек. Повелете, ве молам. Му поставите прашање на гостинот Бачев, кој би загубил, македонците, грците, или кој би загубил доколку дојде до неприпаќање на името или промена на името. Ја ќе ви кажам една од историјата. 48 година, 69 година беше граѓанска војна во Грција,
на страна на македонците, меѓутоа избега и грци. Грците со закон им беше дозволено да се вратат назад како пород грци и се вратија назад. Македонците остана трајно протерани во Грција, што не можат да изсветиват и гробов да се ги изгледат. Истото и сега. Доколку вие новинарите не се обедините сите заедно, од стран големи сили телевизии работите само за партиски влијанија, не за народот, апсолутно го уништувате народот, само едно ќе ви речам. Треба да се престане со преговори и да се остане на собственото име од памти века. А никако преговори, договори или напаѓање меѓу себе преку вашите телевизии стран правите прво пред Европа, пред светот и стануваме ние нација која не се сериозна за никакви преговори или пак диалог некој да има со нас. Фала многу. Многу. Вие како што гледате, јас лично реков со сиот мојот интегритет, јас навистина потврдив тезата, мислам фактот дека треба да се прекинат преговорите. Па впрочем така и размислуваат и граѓаните. Нема Македонија што да преговара за Бидејќи ако не покажеме сериозност и достоинство во самиот наш идентитет и име на држава, тоа сме несериозни. Но еве, ние почнаме, доколку јам гледачи, јас почитувани, значи отворени се портите и телефонските линии, затоа и стои сето време телефонскиот број. Ве молам, можете, јавете се, дајте ваш придонес. Јас тука би спомнал колка е диаспората, која е главен фактор, че се согласите со мене. Хрватска да немаше диаспора, не ќе беше Хрватска пред вратите на Европска унија. Албанците да немаше диаспора, албанци не би биле во овој статус во кој што се сега, што јас им честитам. И реков, дај Боже, малку да имаме пример да ни бидат албанците. Трета ситуација, грците да не ја имале својата диаспора, не би биле тоа денеска, да речам, толку моćни и силни и да вршат притисоци. Се согласувате со мене? Зошто тој страф од нашата македонска диаспора, кој, да бидам искрен, беше спомнато цирка околу 1.200 милиони евра циркулираат нивни пари во нашите трезори преку нашата народна банка. Нема ние, убаво кажавте, нема што да се плашиме таа диаспора, бидејќи и самата власт признава дека фактички диаспората е најголемиот инвеститор во Македонија, преку тие донации што ги праќаат дознаки до својата држава. 1.200 милиони евра. Инаку годишно дали се влегуваат во Македонија странски инвестиции по 100 милиони евра, а 10 пати повеќе, значи, праќаат диаспората. И еве гледачот што спомна граѓанската војна од 48 година, па токму тие луѓе во диаспората се паталци, се најголем дел грот од таа диаспора избркано своите огништа, избркано своите родни односи, тие можеби најдиректно ја почитуваат таа репресија и таа трагедија што се случи 48 година кога биле избркани. И ние треба да престанеме дури дали соодветно тој избор диаспора да го употребуваме, сите тие се македонци, каде да се осветат. И само Македонија можеби треба да го следи тој пример со Албанија, можеби треба без никакво условување да им даде на сите државјанство. Бидејќи ние имаме сега случаи наши македонци од соседна Албанија, од Преспа, околината Преспа што живеат, ми се бараат еден куп услови да исполнат да им дадат државјанство. Значи Македонија сега треба да го следи тој пример едноставно за сите македонци пород, каде да се во светот без никакво условување да им даде македонско државјанство. Што бројка би имале тоа? Па гледате, не е благодарно да се спекулира со таа бројка, но го сакам само ако тргнеме тука во соседството, барем од некои релевантни, јас што сум разговори од тие директно честни што доаѓаат од тие земји, голема таа бројка и во Пиренскиот дел, и во Егејскиот, и во Албанија, а посебно во прекоокеанските земји во Канада и во Австралија. И еве ова убаво го спомнавте, можеби ова е еден недостаток, вие 20 години се уште се нема пребројено колку сме. Што мислеле нашите политички елити, тоа не е познато, но несериозно е денеска ние да не знаеме точниот број на нашите македонци. Таа е најобична една статистичка операција, доколку се пројави желба и волја, може уште утре да се види точно број. Знаете што, јас не сум многу проширам темата, но 2000 година, да, се сретнав со Паскал Милјо, тогашен министер за надворешни работи беше на Албанија, и имав таа можност да направам ексклузивно интервју. И го прашав господинот Милјо, дали е коректно нашите македонци да немаат графа на изјаснување, само изјаснување во делот на националноста, нели?
и вели ве молам не сакам да ми поставувате такви прашања. Велам до кога Македонија навистина ќе страда, да речем, ќе плаќа големи пенали, имајќи факт дека нашите политички елити не се ангажираа малце повеќе за нашите македонци во светот. Па еве во оваа насока, еве уште една идеја да ја дадеме на актуелната владачка структура, може би добро да размислува пред тие меѓународни авторитети, да стави на маса идејата да се изгради единствен малцински модел за сите држави во регионот. Колку имаат малцинствата во Македонија права, истото важи тој стандард да важи и за во Бугарија, во Албанија и во Грција за останатите малцинства. Јас тука морам, не сакам псевдонимот како спомнав за Гавран, јас го почитам господинот Киро Глиберов, од причина што навистина господинот Глиберов 22 март 2008 или 9-та, локалните кога беа, па исправете ме? 2009. И 9-та, така, даде една исповед, да речам, дека тој не е виновен за промена на името во БРМ, туку господин Црвенковски, тоа стои во архивата на една од скопските телевизии, мислам А1 телевизија, стои во архивата. Од друга ситуација тој даде еден предлог, една компаративна анализа за малцинските права на Балканот. Беше отфрлена. Мислам тука е на треба ова е добра идеја за единствен малцински модел. Сега видите вие Македонија, да кажеме, дури и преку стандардите што ги барат европските земји имаат повеќе права отколку што се предвидени во тие документи на Советот на Европа, на Европската унија. Значи во Македонија сите тие малцинства имаат и многу повеќе. Да не се свати грешка дека јас сум против правата, сите граѓани треба да бидат равноправни, но сега таква е таа сурова меѓународна сцена, сите држави треба да водат сметка за своите интереси и затоа Македонија треба да инсистира да се направи, да се изгради тој единствен малцински модел. А инаку околу прашањето на приемот на Македонија, јас сега ве колку само да кратко кажам, бидејќи тоа е тема за една поширока дискусија, јас мислам дека е направена стратешка грешка во тоа време 93 година кога Македонија се согласи да влезе во Обединетите нации под референцата ФИРОМ. Можеби подобро ќе беше во една претпоставена ситуација до ден денеска да не бевме примени, да стоеше тоа барење во фиоките, но да го зачувавме уставното име. Сега е многу потешко кога еднаш ще се согласиле на референцата ФИРОМ, сега е многу потешко таа постапка да ја водиме да се го повратиме уставното име и тоа сакам да го посочам само со еден факт. Денеска приемот во светската организација, во номиналниот прием не ви значи ништо ако вие немате стратешки партнери на таа меѓународна сцена. Киро Григоров во тоа време кажа на 30 март, 8 дена пред приемот во Обединетите нации 93 година, излезе пред македонската јавност, се обрати на нацијата и рече мора да влеземе, без разлика со какво име ќе влеземе, ние мора да влеземе во светската организација бидејќи идеме од утре ќе бидеме побогати, посигурни, побезбедни. Но настаните покажаа дека ние влеговме во светската организација, нити станавме побогати, нити станавме посигурни, дури 2001 година имавме војна. Значи самото членство во Обединетите нации не ви гарантира дека ќе бидете сигурни. Кај Босна е по пластичен примерот. Босна ја примија во мај 92 година и одма почна војната и ја разделија како држава. Хрватска ја примија во Обединетите нации и почна војната со Србија. Значи за да бидете сигурни, безбедни, треба да направите многу подруги, многу побитни работи отколку што е номиналниот прием во Обединетите нации. Али таа стратешка грешка тогаш е направена и сега, како што кажав, добро е за Македонија што барем тој стратешки партнер на таа светска сцена, САД стојат за интересите на Македонија. Исто така Русија не го проблематизира нашиот идентитет и нашето име, стои за нашето уставно име. Меѓутоа е блиска и со грците. Гледате ли, Грција малце намигнува се на толку со русите. Затоа Европската унија малце се лути или... Факт е дека тие држави сега клучни, Кина, Русија и САД, кои што имаат право на вето во Советот за безбедност и не признаа подуставното име, факт е дека не го проблематизираат нашиот идентитет и нашето име и сега тие некој пат од таа куртуазија, од таа дипломатска обланда и пак на таа сцена мора да дават некои изјави да задоволуваат и Грција, но на Македонија останува да го процени тој интерес, да ја абсолвира таа меѓународна политика како се води во заднина и јас мислам дека треба стрпливо да чека и ќе го одбрани својот интерес и не треба ниту да помислува да го менува името. Бачев, бидејќи сето време стои насловот на емисијата кој изошто страф од лустрацијата, во еден комплекс јава, во контекст через го водам разговорот, значи името, фактичката ситуација, но главниот именител е сепак кодошењето на самата држава. Дали доколку Македонија се ослободи од кодошите, во Македонија ќе провејува, или е тоа моја пуста желба, национална стратегија, национално единство, заеднички модул за просперитет на Македонија. Или натаму некој Македонија не сака да ја види таму кај што е местото и се повеќе му дава простор на кодошењето. Имаме ли простор и начин да се ослободиме од кодошите? Не мислам, ве молам, не ме погрешно ме разберат гледачите, не она
ликвидација, туку да се тргнат од политичкото живење и од јавните функции? Па начинот, патот е јасен, треба политичка желба и политичка волја на владеачката структура, дали ова, дали некоја идна, да го спроведе тој процес. Тоа е многу лесно, да кажем, само треба да се има желба и волја. Процес справедлив, досијата се тука, без разлика што на времето се манипулираше дека голем дел биле однесени во Белград, тоа воопшто не е точно. Сите тие досијаи што беа оригинали во Белград, фотокопирани, примероци имаше и во сите републички служби за државна безбедност во поранешните републики како членки на Федеративната заедница. Така да само единствено потребно е желба и волја и тој процес уште утре ќе добие своје финале. Колку имаат интерес тие служби, да речем, тие подземја? Ти ги спомнеме, УДБА, КОС, Македонија да не си го задржи своето уставно име и да биде сурогат, да речеме еден акроним на еден странно име како што го спомна Робин Онил. Па видете се, сите тие структури, да не бидам погрешно сватен, не се само во политичките партии. Тие се денеска едно убаво распоредени по разни невладини организации. Ако зборам невладини, мислам на клучните во државата, инаку тие невладни организации се најубавото нешто што го измислил човекот за да ги контролира состојбите во државата и како што кажав, во игра се силни пари во овие 20 години се работи на константно кршење на кичмата на македонскиот народ, да се скрши македонскиот народ и да попушти. И сега вие гледате во јавноста кои се најактивни, од тие граѓански здруженија кои што пропагираат по Македонија за да се смени името. Дури да се даде споменикот на Александар Македонски на Атина. Па тоа е веќе една навреда за достоинството на македонскиот народ, но тоа е Македонија. Јас се веќе кажам еден пример, јас сум длабоко убеден дека доколку во Грција, во Атина има ваква дебатна емисија на телевизија и да излезе некој таму да каже па добро, луѓето се македонци, дај ги признаеме како македонци. Па ја верувам дека уште излегувањето пред телевизија ќе го обесат на атинскиот площад. А тука во Македонија да кажеме едно чудо невладини организации шетаат по Македонија правата и го обединуваат македонскиот народ да се самоукине, да се готвиме правото да се нарекува како што сака. Ја наистина не знам како е почитуван Димитрис Панајоти, се сеќавате председателот на Хелсиншкиот комитет на Грција, кој јасно и гласно упати порака во гласот на народот дека вие сте македонци, имате право да се нарекувате македонци, вашата земја е Македонија и тоа е факт. Но тоа се инцидентни случаи, во Македонија е тоа хистерија масовна. Меѓутоа не знам човекот каде е и што се занимава, дали прочим е жив, што би се рекло, можеби многу сум апокалиптичен, но тоа е инцидентно, во Македонија тоа е стратегија. Тоа гледате во Македонија, тоа се влијателни невладени организации кои што имаат големи буџети, располагаат со големи пари. И еден апел сега, нашите, да кажеме, служби треба да ги испитат сите тие извори, сите тие средства, бидејќи еве пак ја повторам, самиот грчки премиер пред 2 години призна дека стотици милиони евра се потрошени на делот во времето на Мицотаки 150 милиони. Сите тие силни пари завршија и во Македонија. И сега гледате преку разноразни интелектуалци, експерти, невладени организации константно работат да го скршат македонскиот народ. Значи да се согласи на самоукинување. Господин Башев, ние веќе го закружуваме нашето вечерашно издание. Која е вашата порака, во комплекс на се тоа што вечера не говоревме, го слушнавме и господинот Герат Наус, ги даде своите 4 точки и спомна една интересна работа. Барете повеќе пријатели, да бидеме искрени. Ние не можеме да бидеме сами, останати самите на себе си. Мораме да бараме пријатели, че се согласите со мене. Но со една добра позитивна кампања, не со кодушење, да плукаме едни на други и да одиме во Брисел, да плукаме против власта и така натаму. Што тоа значи? Дали има Македонија перспектива во блиски иднина да направи една заедничка, по трет пат прашувам, една заедничка национална стратегија? Па тоа е ургентно, еве јас за јавноста да повторам дека во јули имајќи ја факт и речи си диаспората да става. Јас ова што го кажувам вечерва сакам само да дополнам дека во јули месец 2009 година во собранието поднесовме Народно движење за Македонија поднесовме стратегија за одбрана на уставното име, која што стратегија не сакаме многу да експонираме во јавноста бидејќи имаше некои конкретни работи кои што не беа за јавноста и таа стратегија им е дадена на сите пратеници, а ургентна потреба е да се постигне национално единство, како што сами кажувате тајна. Ние да кажеме ќе бевме денеска многу силни ако бевме единствени во одбрана на државните интереси. И тука сакам да кажам дека ние сме за тоа евроатлантска интеграција, но не по секоја цена. Па не е светот само Европската унија, да кажем, тоа се 27 земји со околу 300 милиони народ, светот има 6 милиарди луѓе, само САД имат
да кажеме околу 300 милиони, Русија е 300 милиони, останатиот свет, значи брои милиарди, и тоа лижевче, таа замка што им се прави на македонските народи, на македонскиот народ се е тоа како резултат на тие невладени организации што ги спомнав, што сакат да го, и тие експерти да го скршат македонскиот народ. Тие видите се што му сервираат, дека ќе влеземе во Европската унија, утре сите ќе бидете богати, сите ќе работите, сите ќе возите убави коли. Видовме бугарите како живеат и романците. Тоа е воопшто не е точно, еве да кажеме Бугарија и Романија се членки, се уште немаат статус на луѓе кои што можат слободно да работат во Европската унија. Граѓани од втори, трети ред. Еве, а горе-доле во фактички статус и македонци, еве се со укинувањето на визите, секој може да оди во таа земја до просој 3 месеци да бидеме јасни, ние не сме евроатлантски, да речам, противници или да речеме евроатлантски скептици, напротив. Не, јас го кажам, сакаме, но не по секоја цена. Тоа е нормално. Сега ако таму во тоа друштво они не повикуваат за да ние се обезличиме, да се само укинеме, тогаш треба кога доаѓа да им кажеме благодари, мене не каните. Ако ви е таа целта, па не благодарам, затоа што како што кажав, широк е светот, да кажеме, и не треба да се замајуваат граѓаните со тие или ќе влезат или ќе ве снемат. Тоа воопшто не е точно. Широка е планетата, да кажем, има голем број можности, али за жал сите тие наши, пак ќе се навртам, на сите тие наши олигарци кои што си го присвоија имото 91 година, не видовме ни еден способен да отвори некој погон, некоја фабрика во странство и да се носи со тие и да се носи со тие. Да имат малце усул, ако спомнавме, мислам дека вие или господин Трајанов спомнава една ситуација дека колку се финансиски средства испумпани од оваа златна Македонија, велам златно, навистина како златен рудник. Да речем, ако се 9 милиарди евра украдени со времето на шверцото, 9. Значи нема да филмираме се зборот крадење се е крадење. Не е тоа подарување, обратно од подарување. Ако е украдено од Македонија 9 милиарди евра, 10% нека дадат за поддршка за македонската кауза, за поддршка за Македонија. Оти да бидам искрен, нашите пријатели и албанците, и грците, и сите навистина инвестираат во кампања. Се согласите со мене? Јас смислата ми беше дека еве Бугарија ако е членка и Македонија ако е членка, македонските бизнисмени и бугарските бизнисмени имаат ист статус пред во Европската унија. Ние имавме спогодба за стабилизација и асоциација 2001 година, а 2004 година парафиравме и влезе во сила. И таа спогодба ги нуди горе-доле фактички сите поволности што ги имаат членките на Европската унија во трговскиот дел, во однос на царини, али за жал ние сите тие олигарси што ги спомнувам не видовме способен да отвори погон, фабрика во некоја земја членка на Европската унија. Стави рака в джеб да даде, кога има змија во джебот. Бидејќи тие наши олигарси се научени да кажеме да го вршат својот бизнис доколку се блиски до власта. Значи нашите бизнисмени со тие во Бугарија ако е членка имаат ист статус во Европската унија. Имаат сите тие преференцијални стапки, сите тие поволности, но за жал како што кажав се работа на знаење, на капацитет, на способност и не е точно дека сега точно се сервира дека кога ќе влеземе во Европската унија нашите овие бизнисмени ќе станат конкурентни. Они и сега ги имаат сите тие повластици што им се нудат и на земјите членки. Еве секој наш бизнисмен може под исти услови како бизнисменот од Бугарија да отиде во Холандија да формира фирма, ако сака да регистрира фирма, да регистрира погон. Но како што кажав, тие бизнисмени се научени само во Македонија, толку се блиски до власта, се успешни, ако не се блиски до власта, не ги бива. Благодарам многу уште еднаш што дојдовте во Гласот на народот. Ви посакам успех и добро здравје. Верам на одмор одите ли? Па сега после магистериумот редно е да се одморите. Па сега ќе видиме, сега можеме неколку овие денови посебни, иначе бидејќи во планот годинава не е на одмор, сега за 20 дена очекувам принова во семејството, па годинава ќе одмараме тука. Така, баш ме радува и посакам успех. И до сите македонци во светот кај да се бориме да го сочуваме името. Благодарам многу. Вам почитувани благодарам што бевте со нас. Значи благодарам уште еднашка на независната телевизија НТВ Охрид, националната кабловска телевизија Сонце, како што реков радио Илинден во Мелбурн и сите други станици кои ја следат и ја пренесуваат оваа емисија. Ви посакам добро здравје и успех и секако следите ги нашите емисии, нашите репризни изданија. Верувам дека вечер имавте таква ексклузивна можност да слушнете за и околу прашањето со името. Го слушнавте и председавачот, односно председателот на Европската асоциација за стабилизација Герхард Наус, кој даде своји предлози, своји видувања за решавањето за прашањето околу името. И господинот Јанко Бачев, кој кажа за и околу лустрацијата и колку е таа штетна ако не се спроведе и да се прочисти државата од таквите кои навистина ден денеска ја сметаат Македонија како еден производ со кој можат они да тргуваат. Исто така и порака до тие
олигарси, како ги нарекуваме тајкуни или ајкуни со еден збор, дека имаат доблест, дека навистина нека потрошат некоја паричка за поддршка на македонската приказна, а тоа значи македонската приказна не да се ретушира, туку да се представи во вистинско руво. Бите живи и здрави, ние како гласот на народот и натаму ќе продолжиме да говориме новаа тема. Еве само ќе ве прекинам, нека го следат примерот на американските милиардери кои денови прочитавме дека своето богатство од тие силни милиарди во долари, од половината од своето богатство ќе го донират во специјални фондови. Јас се надам дека по тие стапки треба да и нашите бизнисмени и сите добронамерни македонци каде и да се во светот. Уште еднаш благодарам и пријатна вечер.